Продолжуваме со темата на неделата и темата на денот се разбира. А темата на утринската програма на телевизија се тоа што ги повикам луѓето кои може да кажат нешто во процесот на воспитување, на пренесување на знаења и организацијски форми на децата. Кога растат помладите делови од општеството, должност на сите постои делови е да имаат внимание и правилен раст. Општеството во кое што не се води сметка за тоа како растат помладите генерации, во следната генерација доаѓа во проблем. Тоа го имате во намалувањето на системот на вредности во Европа. Па дури и папата излезе со една реченица: Европа е на работа дехристијанилизација. Интересно, не? Но тоа да го ставиме за некои други емисии. Во Штип имаме една заедница, повеќе би рекол, отколку друштво, во кое што се ставени две работи за кои што јас сакам да разговарам со мојот гости. А тоа е зачувувањето на нематеријалното културно богатство, кое е задача на сите генерации, како вели Библијата, она што си го наследил, да го проследиш, а она што ќе си го печалиш, можеш да го продадеш на пазарот. И втората компонента е оваа за која што зборуваме веќе трета недела, ако не се лажам. А тоа е процесот на воспитување и образување на децата. Овде е Благо Донев, како што најавив, од КУД Ристо Донев. Добро утро. Добро утро. Ова КУД културно-уметничко друштво го слушаме на 30 на 40 години и некако ни убаво звучи, иако денес како реликт од едно друго време, ама сепак важно е да постои друштвото. Да. Колку години постои друштвото? Па вака друштвото постои од 90-те години, од минатиот век. Значи, него го основаше мојот татко, Ристо Донев, учителот, го знаат, веројатно по старите гледачи. Тоа онај дедото што беше кај градскиот саат во дуќанчето, кој го навиваше градскиот саат и кој одржуваше проби пред градскиот саат со малите дечиња. Значи, тој после пензионирањето се зафати озбилно со оваа работа, инаку во текот на целиот свој живот тој ги воспитуваше младите генерации во духот на народното творештво и фолклорот и традицијата, меѓутоа по пензионирањето го формира друштвото Исарски бисери, кое екзистираше успешно се до неговата смрт во 2010-та. И после неговата смрт, а во негова чест го преименувавме друштвото, го трансформиравме во Сдружение на граѓани КУД Ристо Донев учителот. И еве веќе 5 години под тоа име успешно работиме и мислам дека секоја година сме се поквалитетни и поорганизирани. Колку деца наоѓаат својата активност во рамките на ова? Па сега во моментот, значи активни деца имаме некаде околу 120 и една група имаме постари членови, така наречени пензионери, јас ги викам. Тие се над 50 години, значи група од 30 на луѓе доаѓаат секој понеделник и среда и се подсетуваат на младоста. Така. Јас кој најавив ова емисија кажав некои реченици од Иво Андрич, ама ако се согласувате да оставиме таа тема подосна, кога ќе пуштиме и некои снимки околу тоа, бидејќи долги години сте вие во ово друштво и сте на изворот на работите, па ќе разговараме, ме интересира вашето мислење, претпоставувам и мои гледачи. Штип го доби пред 2013 година, така е, 2013 година, доби брендот 40, баш така се нарекува, кое што УНИЦЕФ го остави во рамките на заштитата на материјалното културно богатство, заедно со тетовското пеење, грлено пеење и орото копачка од пијанец. Да. Сега, вие оваа година ќе започнете со една друга работа во заштитување на нематеријалното културно богатство, но и во проширување на она што ние во Штип со гордост го нарекуваме меѓународен бренд 40. Па вака да ви кажам, јас веројатно за гледачите кои ме знаат, јас сум роден и сум растел на Исарот и живеев 50 години таму, сега пред некоја година сум во центарот. Целиот свој живот јас живеам со тој празник, значи од времето 22 март е било празник за исарчани. Се правеа, да не кажам, поголеми слави него денешните имиња или не знам кои прослави. Така да целиот свој живот јас ги гледам тие настани, бидејќи тука јас сум веднаш, нашата куќа беше веднаш до над домот на младите
и сите манифестации што се одржуваа уште во тоа време беа непосредно пред нашата куќа. И од пред 2 години кога го добивме овој бренд, односно кога се заштити овој празник, уште минатата година ние како друштво организиравме, да не речем пилот проект, значи сакавме на некој начин да го одбележиме овој празник. Повикавме група од Тузла, кои дојдоа баш на денот на пролетта, направивме една дружба, еден концерт и потоа утредента баш на 22 ги качивме, се качивме заедно со луѓето од Тузла, од Живинице, на Исерот да го видат тој наш обичај и да видат што е тоа за кое се дојдени. Главното оваа година, значи малку ја проширивме работата, бидејќи од минатата година Културно-уметничкото друштво стана и член на кластерот на креативна индустрија Креатива и во соработка со нив и со Источниот плански регион, нормално и со локалната самоуправа, оваа година ќе организираме меѓународен фолклорен фестивал со групи од истата група од Лани Живинице и гости од Бугарија, од општина Брезница, Гоце Делчев, значи тоа е онаа општина со која Штип беше партнер во меѓуграничната соработка и благодарејќи на која соработка се изгради и мултимедијалниот центар. И тоа е еден вид символика, бидејќи мултимедијалниот центар е веќе во употреба, колку што гледам, на некој начин да им покажеме на играоците од Брезница и од Тузла што е она што е направено како соработка меѓу Бугарија и Македонија. А друго нешто сакам да кажам, значи основната идеја моја, верувам и на сите понатаму ќе се сложат со тоа, дека ние мора да го заштитиме овој празник, бидејќи Четрсе и качувањето на Исерот и празнувањето на 22 март е нешто на автохтоно, да не речам уникатно во светот, затоа е и добиена таа заштита под УНЕСКО. Значи, ова се случува само во Штип. И зошто да го ограничиме само на едно качување на Исерот, фрлење каменчиња и да не речем некои случувања на самиот ден на пролет. Значи, самиот ден на пролетта се паѓа во различни денови. Некој пат, јас сум бил сведок, значи ако е лошо времето, не може да се одржат некои поголеми активности. Нашата идеја е во наредните години, доколку заживее ова и доколку успее, а се надевам дека ќе успее, да успееме во викендите пред Четрсе, значи пред празникот, во тие 3 дена, петок, сабота и недела, да се организира меѓународен фолклорен фестивал, да прерасне во традиција, да го прошируваме секоја година, нормално со дефиле низ улиците на градот, каде што ќе се презентира културата на културно-уметничките друштва што ќе доаѓаат од страна. И сега да не звучи нескромно, меѓутоа се надевам дека за 5-10 години можеби ќе станеме нешто слично на Струмичкиот карневал, затоа што и Струмичкиот карневал кога почињаше не беше во вакви размери. Секоја работа започнува скромно. Секоја работа започнува скромно. Тука имаме поддршката, уште еднаш ке нагласам, од Источниот плански регион, значи и тие се ја презентираа таа идеја и на нивните состаноци да тоа прерасне во едно регионално, така да мислам дека да не речем ајде првите мачиња ги фрливме во вода минатата година, оваа година очекуваме да биде многу подобро. На кој простор ќе се одржува целава манифестација? Слушавме, нели, ќе има едно мало дефиле? Да, програмата е предвидена, значи утре пристигаат гостите од Живинице, тоа е Тузла, Босна и Херцеговина, бидејќи е подалечна дестинација, тие стигнуваат еден ден порано. Со нив утре имаме настап во Домот на културата во 20 часот, каде што ќе се пеат босански севдалинки и македонски народни изворни песни со учениците од Средното музичко училиште во Штип, и плюс ќе играат 2 наши постави, средни, по една кореографија, а во саботата е предвидено пристигањето на гостите од Брезница во предпладените часови и некаде, ако е добро време, таа чув дека веројатно ќе биде добро петок и сабота. Такви се прогнозите. Такви се прогнозите. Во сабота, значи, ќе направиме едно дефиле низ улиците на градот, ќе го посветиме мултимедијалниот центар
и вечерта во 18:30 во саботата, значи ќе има концерт со сите три групи, нашето босанско-херцеговачко и Брезница од Бугарија. Така. Ваквите манифестации барат и средства, се разбира, и организацијски напори. Ова ќе остане, рековте, со источнопланскиот регион, меѓутоа кога се прават планови, се прават малку за подолго. Големите стратегии се секогаш на среден рок и на подолг рок. Вие рекот која ви е целта, но имате ли намера да овде вклучите по широката заедница, бидејќи во секој случај ќе ви треба поголеми средства? Знаете како за почеток сите некако со скепса гледаат на оваа работа, меѓутоа јас знам дека после некоја година сето ова ќе биде минато и знаете, верувам дека и поголемиот дел од општествената заедница ќе се вклучи. За сега имаме доволна поддршка, меѓутоа сепак недоволна, многу фирми, многу општествени организации се уште не знаат, ме питуваат овие денови бидејќи тргна рекламата што е тоа што ќе правите, значи затоа и еден вид презентација на сета ова идеја. Така. Јас во најавата реков дека проценката на успешноста на една активност е кога ќе ја доведеш во корелација во оценување со некој друг, нели? Кога ќе видиш каде си точно, а за да видиш мора да има и конкуренција или мора да има нешто споредливост. Вака сега, мислите ли следната година да го проширите тоа на поголем број на учесници или идните години, бидејќи реков, да видиме точно колку нашите деца во зачувањето на нематеријалното културно богатство се равноправни, подобри или послаби со нивните врсници или со сличните организациони форми? Па сигурно тоа е идејата, значи секоја година да се проширува нормално во зависност од можностите финансиски и сместувачки. Нашата цел е најмногу тоа, бидејќи ништо не сме направиле ако ние вежбаме упорно 4 пати во неделата, доколку нашите деца немаат каде да видат, да се споредат со другите култури, со другите друштва, и како поддршка на ова што го рековте, например, ние минатата година, можеби тоа сега ќе звучи дека го повторуваме, и тоа на концертот што се одржа во Живиница, во Тузла, што бевме, не знаејќи ние дека не беше преполна салата, не гледале некои луѓе од Италија, и после концертот ни придоа и ни рекоа: слушај, ние сме изненадени од вашиот квалитет, значи отскокнувавме тамо, планираме да ве поканиме оваа година да дојдете во Италија. Значи немавме никакви подготовки за тоа, него најнормално си учествувавме, и тоа дојде како еден вид потврда и сатисфакција дека она што го работиме е успешно и дека успешно ја презентираме македонската култура и фолклор. Господин Дорев, едно прашање ќе поставам, сега ме заинтригиравте со вашето евоцирање на спомените од Тузла. Имаше една песна која направи еден британски новинар, се викаше која е оваа песна, чива е оваа песна, во која што тој истражувачка историја беше во Македонија, во Србија, во Босна и Херцеговина, во Бугарија, во Турција, сите за една иста песна велеа дека е нивна. Вака, сега разменувате искуство. Одидовте во Тузла, каде што во овој момент мнозинско се бошњаците, и како ние што знаеме да ги нарекуваме муслиманите, имаат право да се нарекуваат како тие што сакаат бошњаците, а посебно Тузла е еден конгломерат каде што е на судир од сите влијание на Балкан, некако во центар ни доаѓа, барем од тој дел, западниот Балкан. Колку гледате блискост во ората, во негувањето на фолклорот? Па знаете како, ние кога одевме натаму, минавме 2-3 граници, те српската, хрватската, босанско-херцеговачка, меѓутоа општиот впечаток е дека сите ние сме на некој начин слични, сите ние сме претходно, нашите предци живееле на овие заеднички простори, и таа култура, и тој фолклор, и тие песни се, да не кажам, мешале, тој е некој конгломерат на, вие гледате дека ние имаме сличности и со бугарските песни, и со српските, меѓутоа опште впечатокот на сите, каде што сме настапувале, дека македонската песна и македонскиот фолклор е меѓу една од најдобрите и најубавите песни и фолклор на Балканот. Во среда, кога рековте, во утре вечер ќе биде Севдалинки?
Да. Јас имам едно друго прашање вака. Долги години сте во тоа, па имате мислење околу таквите работи. Горан Бреговиќ некаде 70-те години рече за Балканот севдалинката е блуз музика, а на тоа би јас додал уште една работа, нашето румбато, нашите песни како Кале Шанѓа, нашите песни Ој Јано Јано са во тој рубато ритам се многу слични на нивните севдалинки. Па точно така и затоа и дојдов на идеја да направиме една вечер каде што ќе ги споредиме тие две работи и каде што ќе се види дека и нашите изворни песни, она што го рековте вие, не случајно и Владко Стефановски ги преработува тие и се светски познати песни, и нашите песни, и нивните севдалинки, што викаат народот, имаат душа, се осеќа душата и сето живење на нашите народи, и на босанците, и на нас, се е преточено низ песната, и тага, и бол, и среќа, и радост. И заедничка ни е гостолюбивоста која е неодминлива за овие народи на Балканот. Па да ви кажам, тоа сигурно, затоа што кога се јавија дека ќе доаѓаат од Живинице, нашите деца не можевме да одредиме кој кого да земе, бидејќи имаме некој обичај да нивните членови бидат кај наши деца, кога одиме тамо, они се кај нив. И присноста и гостолюбивоста и нашата и нивната остави такви траги што веќе вчера баш гледам некои родители си комуницираат родителите меѓу себе, ти ги опраќам детето кај тебе, ти праќам поздрав, многу да ја чувате, да дојдете до година вие, значи тоа е нешто што не се купува со пари. Значи ние кога бевме минатата година кај нив, буквално целиот град живееше за таа манифестација. И ќе ви кажам уште една работа што посебно ме воодушеви, значи на самиот ден на настапот, и таму имаше две вечери, и тоа е меѓународен фестивал кој се одржува во чест на нивната државност, мислам. На денот кога се одржуваше фестивалот, салата беше преполна, а тогаш баш имаше многу врнеше снег. И буквално секој член, секој гледач што доаѓаше во салата, носеше по нешто во кесе, и ние се прашуваме што е тоа, пошто е салата Домот на културата кај нив е слично нешто како кај нас. Прашувам што е тоа, каже носат јадење за вас за закуска после. Значи целиот град буквално донесе храна за 10 дена да седеме таму и да јадеме. Тоа беше некое нивно, непланирано. Неговата така дошле македонците, па да ги почестиме со баклава, со не знам нивни специјалитети, и тоа посебно ги воодушеви нашите деца, мислам. Но тоа е дополнителна врска и за нас како граѓани нешто. Па сега не сакам да кажам, меѓутоа ние ќе се потрудиме достане да им возвратиме на сета таа гостолюбивост. Така. Режија, ќе ве замолам ако можете да пуштите снимки од активностите на Кут Ристо Донев, па јас и Благо Донев овде ќе зборуваме за нешто друго што е и темата на неделата, ама да бидеме подкрепени со видеоснимки. Господин Донев, јас на почетокот, еве го, ова се ваши снимки. Сега, реков една реченица која ја напишал Иво Андрич во неговото дело Знакови покрај патот. Вели, зборува за Херцеговското оро, но не е далеко од нашето. Констатиравме дека сме многу близко. И во една негова реченица вели тамо дека суштината на човечкото живење, на човечкото општество е символизирано во орото. Орото има три големи карактеристики. Тоа покажува заедништво, нема оро сам, но покажува и друга работа дека и колку и да сакаме да се еднакви, сепак не сме еднакви. Само еден може да биде на чело на орото, да биде ороводец, но и трета карактеристика е секој треба да си го најде вистинското место. Што мислите ви за ова, Иво Андрич, што го напишал? Па да ви кажем, тоа е добра мисла, сега ја чув од вас. Значи, кога доаѓаат членовите кај нас на проби, самите тие, значи прво ние ги делиме по висина, меѓутоа самите тие веднаш кој знае што велиме, некој потешко учат, меѓутоа сите тие што се поталентирани, кои имат во генот на музиката, веднаш се осетат уште првата проба и веднаш ги ставаме на првите места. Значи
Тоа е буквално оно што вие го рековте, секој во орото си го знае своето место. Прво ги делиме по висина, потоа сигурно и по квалитет, значи прво е квалитетот и потоа оние последните кои дошле, кои последни почнале да учат, тие се на опашката или се на страна, вежбаат поединечно, така да добра е мислата, мислам баш Отпишува суштината на тоа. Отпишува суштината на орот. Мене ми паѓа една друга работа на памет. Нема омаловажување во орото и кога си последен си дел од орото. Да, сигурно не случајно ние претежно ги ставаме најмалечките и најталентираните деца на кецот, што се вели, затоа што некој пат орото тргне во обратна насока, така да тоа е и дополнителен мотив за малите, а и атракција за публиката. Ние на концертите стално ги имаме некаде околу 40 на дечиња кои се на возраст од 4 до 6-7 години и тие се секој пат најатрактивни за публиката. Во склопот на темата за која што зборуваме на утринска програма овде е воведувањето на новите светски програми за образование и воспитување на децата, но задача на педагозите, и вие сте некои облици на педагози таму, задача на педагозите да ги проценуваат индивидуалните способности, вештини на децата и со тоа да им се помогне правилно да бидат насочени утре во животот, но и една намедом спротивна работа, а тоа е да се научат на тимска работа. Орото е символика за тоа. Да, сигурно. Значи, уште од самото доаѓање на пробите кај нас, ние ги учиме децата прво да бидат редовни и дисциплинирани, значи доаѓаат на време, да бидат редовни, да не отсуствуваат од разноразни причини. Потоа ги учиме и ги советуваме да бидат секој пат добри ученици. Оправданија нема, значи тоа е исто како ако не си дошол на школа, не си дошол ни на пробата, значи. И секој пат настојуваме да им помогнеме да се најдат во самата група, бидејќи некој пат знаете кога дојдете во непозната средина, па ги учиме другите да го прифатат тоа дете, дека тоа дете е сега почетник, па и гледаме дека веднаш го одведат на страна, па постарите му покажуваат. Значи тоа е еден вид педагошка работа која највише и затоа и го одржуваме ова друштво. Суштината на постоењето е да ги научиме на ред, дисциплина, да ги научиме да ја сакаат македонската музика, да знаат кои се нивните корени, бидејќи нееднаш сум рекол дека оно со што ние можеме да се гордееме и ако сакаме да бидеме препознатливи во светот, мораме да си ја поштуваме својата историја и својата традиција. Така, јас не случајно ga кажувам мислата од Библијата, да не кажам еврејската максима, оно што си го наследил си должен да го проследиш, нели? Да. А за другото се на пазар. Па сигурно во овие услови, да ви кажам, на модерна технологија, кога децата се преокупирани со оние компјутери, телефони, јас мислам дека ова е еден од начините да ги оттргнеме од, нормално дека и тоа е потребно, но и тоа да ги оттргнеме, да ги научиме на она нешто што ние сме го имале како деца, бидејќи јас сега гледам, може да сретнеш некаде по кафичите, сите седат на маса, а телефоните во раце, никој со никого не разговара. Кај нас во друштвото од 6:30 до 10 саатот нема телефони, нема ништо, значи децата се дружат, се играат, тоа е буквално како еден вид градинка за мали и за големи. Так. Социализација. Да, социализација, да. Режија, ако сме точно на време за должноста наша како ЕПП, па ќе продолжиме со разговорот. Како ти ми? И после 20 години се уште со вас. Се уште најефтини и најснабдени. Во Штип на 2 локации, центар и во населбата 8 ноември. Маркети Зендолино, дел од животот на многу генерации. Енергијата во движење. Табман.
Табмак акумулатори. Квалитет препознаен од цел свет. Салон за мебел Дафина. Традиција и стил. Мебел за сите вкусови со врвен квалитет и пристапни цени. Салонот Дафина нуди најповолни услови за плаќање, на одложено и со сите видови платежни картички. Мебел Дафина за модерен стил на живеење. Повелете и уверете се во она што го нудиме и одберете мебел за секој дел од вашиот дом. Салон за мебел Дафина, улица Страшо Пинџур, Штип. ПСС Хоум Центар со ексклузивна понуда. Сите видови керамички плочки, блиндор врати и уметнички слики. Разновидниот и богат асортиман на ПСС Хоум Центар нуди се за вашиот дом. Бела техника и апарати за домаќинство, електрика, расветни уреди, туш кабини и санитарна галантерија, материјали за водовод и канализација, рачен и електричен алат, апарати за обработка на дрво и метал, бои и лакови, тапети и многу други елементи за осовременување на вашето домаќинство. ПСС Хоум Центар, ваш сигурен партнер. За топол дом полн со љубов. Изберете мебел од Дрво Декор. Чувство кое се гледа. 20 години присутен во вашите домови. Дрво Декор Караармак. Нема да погрешите. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете над превари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Мегапод, салон за ламинат и подни облоги ви нуди. Ламинатни подови од реномирани европски брендови во над 80 дезени, изолација за подни облоги, трослоен паркет, текинг плочки за дворови и тераси. Мегапод со широк асортиман модели на завршни и преодни алуминиумски лајсни, како и зидни лајсни од ПВЦ и Миди Јапан. И сето тоа по многу поволни цени. Вашиот идеален под ќе го најдете во Мегапод. Локација позади гимназијата во Штип. Финансиско друштво Алкоса акционерско друштво Штип. Во чекор со вашите финансиски потреби. Алкоса овозможува кредити на правни и физички лица. Потрошувачки кредити, кредити со залог злато, хипотекарни кредити и кредити со залог депозит или девизи. Ве очекуваме со одлична понуда. Вршиме откуп на краткорочни побарувања. Вашите недостасани побарувања со одложено плаќање ќе бидат откупени при што потребната готовина ја добивате веднаш на вашата сметка. Во чекор со вашите финансиски потреби. Алкоса Штип. Во населба Сењак, во приземјето на Топ Инвест во Штип, Маркет Стандард 1 со стандардно висок квалитет и стандардно ниски цени. Звучи ни стандардно, но ние сме новото име за квалитет, љубезност и ниски цени. Месарница во склоп на маркетот и производи за секој семеен буџет. Со сметка над 500 денари, подарок леп од собствената фурна на Маркет Стандард. За граѓаните од Пребек и Железничка, Маркет Стандард 2. Во кругот на поранешена стиба, мала прошетка без автомобил или такси, а за нашите вработени, улеснување на семејниот буџет со одложено плаќање до 3 месеци. Маркет Стандард. Дечко, ти реков да му веруваш на дедо.
И последниот дел од утринската програма и последнава тема за тоа што зборуваме со господинот Благој Донев. А тоа е активностите на Кутристо Донев, но и во склоп на темава што ова недела јас ја протежирам овде, а тоа е воспитување и образование на децата. Се разбира, постарите многу потешко се воспитуваат, а за образование може да учат кога сакаат. И овде ја продолжуваме разговорот. Господин Донев, две работи се важни во организацијата на нематеријалното културно богатство, тоа е зачувување на неговата автентичност, но и прилагодување кон вкусовите и барањата на новите генерации. Спомнате вие Владко, кој на едно Владко Стефановски на прашање за тоа како ги пренесува ората или песните што тој ги свира, или со многу малку интервенција во аранжманите, а пред се јас го свирам она што го сум го слушнал. И тоа е прифатливо. Кај нас имавме една расправа, ако не се лажам, некаде 2008 година со промените во танец, каде што поранешниот директор излезе со една теза дека новите кореографии отстапуваат од суштината на она што ние утрово зборуваме оро и постануваат некој нов перформанс, балет, оперета и така нато. Па да, би се сложил со тоа. Кај нас ние во Кутристо Донев, например, претерно работиме со изворни, нормално снимени песни. Порано имаше, додека беше жив татко ми, имаше гајдаджи, свирачи на старите инструменти. Тие се веќе луѓе во длабоки години, 80 и повеќе години. И меѓутоа претежно работиме на оние изворните, баш како што се свирени пред 30, 50, 60, 100 години. Нормално воведуваме, мораме да бидеме и поради атракција и поради вклучување на што поголем број на членови во кореографиите, воведуваме и нови кореографии кои не отстапуваат многу од она што се играло некогаш, а тоа е благодарејќи на нашиот кореограф Методи Глигоров, кој е етнокореолог, значи тој заврши овде факултет, тоа е баш она што го ние работиме. И тој на децата им ги пренесува претежно кореографиите од ансамблот Македонија, каде што е и тој член, а по потреба, морам овде да истакнам, по потреба, кога ни треба нешто за настап изворно, ги вклучуваме и членовите на Средното музичко училиште одсек народни инструменти, каде што децата вежбаат со гајда, со тапан, со она што се играло пред 100 години. И мислам дека тоа е еден правилен микс. Меѓутоа, секој пат настојуваме да го задржиме она народното, изворното. Така. Што било. Се вели, одговорот имаме ние многу убав збор во нашиот јазик се вика мерка. Се треба да се работи со мерка. Јас ако се согласувате ќе ја замолам режијата да ни пушти едно од вашите изведби, но со звук, за да можат и гледачеви да видат како тоа изгледа, па ние до крајот ќе го прокоментираме. Режија, може да добиеме и звук со орово?
Продолжуваме со утринскава програма, последниот дел. Видовте и слушнавте едноро, а јас и благодарам ќе го финишираме разговорот. Одговорноста, рековме мерка, за работите во денешнината секогаш, во секое време се нужни, нели? Ако се нема мерка, се отиде во една крајност, како на еден тас, ако се притисне од едната страна, другата прескокне. Така сте и вие во една двојна форма, и организаторска и одговорна. Вообичаено е на крајот разговорите да се праша, а иднината? Иднината, додека сум јас во кондиција, да не кажам, а верувам дека можам уште многу, ќе настојувам да идејата ми е од оваа година да почнеме да работиме заедно со Средното музичко училиште, значи да разменуваме, да не кажам искуства, тие ќе ги праќаат нивните ученици кај нас на еден вид пракса, бидејќи тоа е и пракса, а и нашите деца ќе играат на оригинални инструменти. Потоа планираме, сега просторно сме ограничени во Домот на културата, веќе гледам дека ни е малку тесно, бидејќи имаме огромен број на носии кои треба да ги чуваме, добро да се чуваат, и тоа се доста добар дел се и стари 50 и 100 години, така да треба да се најде некој соодветен простор за нив. Меѓутоа се надевам дека со добро разбирање од Домот на културата можеме да останеме уште некоја година таму, додека не се реши нашето просторно сместување. И нормално да се шири бројот на деца кои ќе членуваат во нашето друштво, бидејќи мислам дека тоа е единствен пат да се осознаеме кои сме и што сме. Да го направиме она што го велам, нели, да го проследиме она што сме го наследили. Јас ви посакувам успех и во фестивалот, бидејќи тоа е многу битна работа за сите нас. Некаде во почетокот на емисијата кажав дека и епохите, цивилизациите, државите, интересно, некогаш се врзуваат и за луѓето. Јас кажав на денешниот ден е починат Марко Аурелиј, Марко Аниевер, и веднаш почнала пропаста на Римското царство. Затоа поединците се многу нужни, ама со мерка. Ви посакувам успех во организацијата заради вас, заради Ку-300 Донев и заради нас како граѓани. Благодарам и на вас. Поштовани гледачи, на крајот, како што е редот, нели? Имаме ние доволно снимки од активностите на Ку-300 Донев и сега проследете едноро и она што, ако сте го запаметили, она што е есенцијално од нашиот разговор утрово, мерка во кореографија, во презентација на нематеријалното културно богатство и во воспитувањето на они учесниците. Како рекол Иво Андрич, орото е суштината на социјалното, општественото живење на народите на Балканот. А тоа е на Беловец, јас сум само новинар. Се гледаме утре во 8 часа.